Благодарам, професор Илиевски. Чест е да се биде дел од едно вакво друштво на миротворци, на љубители на животот, на поврзување помеѓу луѓето на различни точки во светот и навистина е задоволство да се види една ваква иницијатива како полека се развива, добива своји контури, но и своја авторизација, со која што навистина станува релевантен медиатор во големите процеси на меѓународен план. Особено ми е драго и ќе почнам председателот на собранието поради другите обврски замина, но секако како домакин редно е да го поздравам председателот Гаши, понатаму мојот почитуван пријател, навистина инспирација за многумина од нас, господинот Ахмед бин Мохамед Ал Џарван. Добре дојдовте. Исто така сакам да се заблагодарам и за присуството на неговата екселенција, доктор Џангард Епинете Сенде. Ви благодарам и добре дојдовте во Македонија. Почитуван професор Зоран Илиевски, почитувани председатели на парламенти, драги колеги парламентарци, почитувани колеги, амбасадори. Чест ми е што еве уште еднашка можам да потенцирам, денеска можам да се обратам на овој убав форум на 14-та пленарна сесија на Меѓународниот парламент за толеранција и мир. Живееме во време на големи достигнувања, но и на големи неизвестности. Никогаш во историјата луѓето не биле толку поврзани, а истовремено и толку поделени. Никогаш не сме располагале со повеќе знаење, технологии и можности за комуникација, а сепак недовербата, конфликтите и поларизацијата се присутни во речиси секој дел од светот. Се чини дека научивме како да ги скратиме растојанијата меѓу државите, но се уште не сме научиле како да ги надминеме растојанијата помеѓу луѓето. Токму затоа, прашањето за мирот денес е многу повеќе од безбедносно прашање. Тоа е политичко, културно и цивилизацијско прашање. Мирот не започнува со мировни договори. Тој започнува многу порано, со подготвеноста да го слушнеме оној што размислува поинаку од нас. Започнува со почитувањето на различностите и со прифаќањето на фактот дека никој нема монопол врз вистината. Историјата покажала дека општествата не пропаѓаат поради различностите, туку поради неспособноста да живеат со нив. Во таа смисла, улогата на парламентите е од суштинско значење. Парламентите не се само институции во кои се носат закони. Тие се места каде различните идеи се соочуваат без насилство, каде аргументите имаат предност пред предрасудите и каде диалогот треба да биде посилен од поделбите. Ако не можеме да разговараме во парламентите, тогаш тешко дека ќе можеме да градиме доверба во општествата. За нас, кои доаѓаме од Западен Балкан, ова не е само политичка теорија. Нашата историја е исполнета со лекции за тоа колку е кревот мирот кога ќе исчезне довербата, но и колку се силни општествата кога ќе изберат соработка наместо конфронтација. Затоа европската интеграција на регионот не треба да се гледа само како економски или како политички процес. Таа представува најсилна гаранција за мирот, безбедноста и стабилноста на нашиот регион. Македонија има посебно искуство кога станува збор за живењето со различностите. Како држава во која се среќаваат различни култури, јазици, религии и традиции, научивме дека почитувањето на различностите не е знак на слабост, туку извор на сила. Почитувањето на јазичната разновидност значи почитување на културната разновидност. Секој мајчин јазик е дел од заедничкото наследство и секоја заедница заслужува почит и достоинство. Истовремено, не можеме да зборуваме за мир без да ја нагласиме улогата на жените. Историјата покажува дека кога жените се дел од процесите на одлучување, општествата носат поодговорни и поодржливи одлуки. Неслучајно, најголемите жртви на војните се жените и децата.
Токму затоа нивното присуство во институциите, дипломатијата и безбедносните структури представува дополнителна гаранција за мирна иднина. Денес човештвото располага со научни и технолошки можности, какви што никогаш претходно немало. Нашата заедничка одговорност е тие да бидат ставени во служба на развојот, образованието и благосостојбата на луѓето. Вистинскиот напредок нема вредност ако не е проследен со мир, доверба и човечка солидарност. Затоа мирот не смее да остане збор што ќе го слушаме само на меѓународни форуми и конференции. Тој мора да стане дел од нашето секојдневие, од нашите политики и од нашите институции. Бидејќи мирот не е само отсуство на конфликт, мирот е присуство на доверба, почит и разбирање. А токму довербата започнува таму каде што започнува и секоја вистинска демократија. Со диалогот. Ви благодарам.